Добро утро на сите од Алфа телевизија. Денешната тема е тимската работа. Многу често, се доаѓам во компании, работам на различни теми, на тренинзи и често доаѓаме до сознание дека нема соработка помеѓу тимовите. Тоа е интересен феномен, бидејќи сите тимови во една иста компанија всушност работат за една иста цел. Како е возможно тогаш да не се согласуваат, ке речеме. Тоа ви е исто како во една фамилија, во едно семејство, браќа со сестри да не се разбираат, да немаат чувство дека припаѓаат од една иста фамилија, од една иста целина. Колку е важно во организациите да се развива колективната интелигенција. Што значи колективна интелигенција? На ниво на околина сме сите поврзани, работиме во една компанија, на ниво на однесување се разликуваме според тоа задачите и приоритетите кои што ни се дадени за остварување на заедничката цел. На ниво на способности исто така сме различни, бидејќи секој го носи својот потенцијал, го носи своето знаење и на основа на своето знаење извршува тоа што треба да го извршува, го креира однесувањето. Многу е важно да знаеме зошто го работиме тоа што го работиме, верувањата, дали личните верувања и вредности до некаде се поистоветуваат со вредностите и верувањата на организацијата и дали воопшто знаеме кои се вредностите на организацијата. На ниво на идентитет е важно да се чувствуваме вистински на ниво на идентитет, дека припаѓаме во организацијата, дека чувствуваме собственост за тоа што го работиме, а воедно со тоа кога ќе чувствуваме собственост за работата, ние креираме одговорност и секако е важно да се знае зашто го правиме тоа што го правиме, всушност што придонесуваме точно и каде води нашава тимска работа, каде води нашава колективна интелигенција, секако која е поголемата цел. Најчесто предизвиците во тимовите се на ниво на однесување, односно не ја гледаме позитивната намера позади однесувањето и не се освестени вредностите и верувањата за тоа зошто го работиме тоа што го работиме, зошто токму тие задачи, каде води тоа, која е поголемата цел кон која сите се стремиме и како сакаме да ја развиваме организацијската култура, воедно и да ја развиваме и колективната интелигенција во тимот и во целата компанија. Затоа е многу важно личниот развој на вработените. Личниот развој подразбира освестување на своите лични стратегии, кои што на преживување, динамики кои што го предизвикуваат однесувањето и најчесто тие стратегии се на подсвести, што значи ги пренесуваме во секој контекст каде и да сме, а нема потреба. Некогаш во некој контекст можеби треба да сме проактивни, во некој контекст треба да сме реактивни. Некаде треба да ги гледаме процедурите, а некогаш големата слика. Разликата во тоа, освестувањето на тие внатрешни пориви, програми, процеси, стратегии на преживување влијаат многу во однесувањето и за жал ние реагираме на однесување. Личниот развој на вработевините е значаен за да излеземе од тој да кажам процес кој што ни се автоматски пилот кој што ни се случува на секого од нас и да реагираме соодветно во секоја ситуација, да бидеме во coach state, да се чувствуваме себе си, да знаеме дали реагираме соодветно во одредената ситуација, ако не, како тоа да го промениме. Работете на себе, инвестирате во личниот развој на вработените за заедно да ја креирате организацијската култура и да ја се движите кон освестувањето и, да кажеме, подигнувањето на колективната интелигенција. Ви благодарам.